Добро вечер, добро дојдовте во новото издание на емисијата Никој да не знае. Се надевам дека веќе ја научивме паролата. Никој да не знае, освен јас, вие и нашата гостинка. А која е таа? Збор 2 на почеток и веднаш го откриваме незиното име и презиме. Таа е наједноставно девојката со гитарата, а во поново време, богами, и девојката со дајрото и гитарата. Еден незин најблизок пријател, а мој колега, ја опишува најдобро, ќе видите тоа во оваа Никој да не знае, ќе имаме ексклузивна можност, остави се што кажал Марко Марк, заради тоа што навистина прекрасно ја опишува, дури и првата нивна средба. Не знам дали сте го знаеле фактот дека таа пред 20-тина, можеби некоја година, не, 21 веќе оваа година, била ексклузивец на Лилјана Петровиќ, ама како вели самата. Лилјана сакаше да има уште еден ексклузивец освен Тоша, но не можеше да ми се посвети доволно. Ке ви рече таа, Лилјана Атанасова или Лили Акустик. Здраво живо. Здраво, Ката. Добре ни дојде. После долго време договарање, еве сме. Еве Фала за убавата најава. Да. И навистина Марко Марк е некој кој што те опиша безпрекорно и му благодарам на мојот колега. Да, и затоа решив, иако е долго парче, нели обично тоа е во 2 минути, но толку убаво ја. Да, решив да оставам се и ќе имаме можност да го чуеме. Дека ме знае добро. Така е, да. Како вели тој, тој ти е женската, тој е женската твоја верзија, а ти си неговата, да, обратно, да. Тоа му е убаво кажано, стварно е така. Така е, да. Некако верзии на обајцата, едниот на другиот. Вистина голема. Да. Дојдеш од еден прекрасен настан и, нели, сега, колку е убаво, толку и неубаво чувството да се зборува за тоа кога него го нема, ама не ни останува ништо друго, освен да се сеќаваме по спомените, веројатно повеќе живее тој со нас. Роденденот му е сега, нели? За 2 дена. За 2 дена. Тоше Проески. Има веројатно многу големо место во твоето срце, заради тоа што и одблиско го познаваш и имаш некои работи кои што можеш да не ги споделиш, можеби во оваа пригода, но и како што за тебе значи. Или еве, ако можеш во 2 реченици да ми споиш што добивме со неговото присуство на македонската сцена за нас, а што изгубивме со неговото прерано заминување? Многу добивме за тој краток период, мислам дека стварно добивме. Мислам дека треба да погледнеме се што правеше тој, не само неговата музика. Мислам дека целото негово дело, буквално сите негови постапки треба да ги забележиме, да ги примиме. До сега, ако не сме ги примиле веќе, мислам, да биде пример. Тоше беше пример за како треба да се однесуваме и со луѓето, и со самите нас, и со едноставно во општеството, како треба да бидеме внимателни, како што беше тој, емпатични, како што беше тој, љубовни, како што беше Тоше. Мислам, тој зрачеше со љубов, таа негова харизма во ред, тоа не може да се така е, тоа се живее со него, веројатно се раѓаше и тоа е тоа. Толку бргу мислам дека тргна се вивна. Прерано, стварно прерано замина, толку години се поминати, секогаш е. Па би рекла, скоро истото чувство, еве сега кога одев на кај настанот во Лазо Ангеловски се одржа во чест на роденденот на Тоше, малце порано дека недела се паѓа, во организација на Lions in Move, Емилија Манасиевски и Дарко Панчевски се организатори на настанот, преубав настан. Кои се бивте? Неколку пејачи беа? Неколку пејачи, јас, Наде Талевска, Мартинијан, Тамара Волчевска, некои други помлади дечки од мене. Супер. Така, околу 10 артисти и тоа, како и многу други вакви настани што се организираат, тоа е прекрасно и треба стварно да јави и овој настан сега, треба да прерасне во традиција. И како што им кажав на крај, тоа беа дечиња тука пред мене, сите, мислам, тие дечиња малецки ги знаеа песните од Тоше. Некако тоа многу зборува. На глас ги пееа и треба да бидат традиција такви настани и да се пеат песните на Тоше. И не само песните, него да учиме многу од него. Да. Така. Има ли нешто што не си кажала во ниту една пригода, а би сакала да ни го кажеш за него? За Тоше? Да.
Па не, на вистина беше таков. Колку го познаваше? Каква беше таа дружба? Прво ние се забележавме на факултет со него. Јас бев втора средно и нели секоја година бруцоши кога доаѓаат, хорот на музичката академија ги пречекува бруцошите. И тука ние прв пат се забележавме со Тоше Проески и некако остваривме тоа што викаат ај контакт, нели контакт со очи. После тоа се паднавме, тој се падна кој мојот професор Јован Каровски по клавир. И ние имавме во исти денови, јас имав, например, да беше 5, он 6 или обратно. И у прво време се среќававме, после тој со сите негови активности и настапи, веќе не посетуваше настава по клавир, не се среќававме. Не знам што би можела да издвојам. Тој период кога го потпишав тој договор со Лилјана Петровиќ, прво ја бев престрекна дека ќе бидам близко до Тоше. Мислам, стварно беше така. Паралелно се радував дека мене ми се дава некаква можност и шанса за и јас нешто да направам. Ке зборуваме за тоа потоа, да. Но првата средба кај него во домот отидовме со Лилјана Петровиќ, така некое слободно попладне беше, и она рече ајде ќе се качиме кај Тоше, тој пиеше капучино. И рече, ајде ќе се качиме кај Тоше и да посвирите нешто заедно, само што си имаше купено електрична гитара. И мислам, стварно таа харизма, го знаеш, нели си се запознала, некако тие што ја доживеале, стварно беше посебен, како да имаше една обвивка, една аура околу него. Значи, кога влегов и беше, тоа никош нема да го заборам, беше буквално као мече, некој од тие топлинките такви големи носеше и некои убави тренерки. И така само со една широка преградка и насмевка, веднаш направи капучино и почнавме да свириме и мислам Тоше беше многу природен, приземен, скромен, ама паралелно со тоа он знаеше кој е. И знаеше колку вреди, ама не го искористуваше тоа на лош начин. Како што денес знаеме да се соочиме со такви некои луѓе, може би вредат, ама на некој лош начин го тоа применува. Тоа не беше таков. Стварно беше скромен, а толку голем. Тоа се гледаше кај него. Така е. Добро, убаво е да зборуваме. Убаво е да зборуваме, ама овде сме да зборуваме и за тебе и твојата кариера, ова едно профилно интервју и така ќе биде. Кога читав неколку интервјуа од твој и сега нели сите зборуваат за таа прекрасна емоција која што сите никогаш не ја забележале и во скупските кафулиња и надвор тука кога настапуваш, но во едно интервју прочитав еден интересен факт. Велиш, не пеам песни кои што мене не ми се допаѓаат. Значи, репертоарот го бирам онака баш прецизно. Пеам се, значи жаргонски се, освен нешто што нели не сакам да го изведувам. Дали низ годиниве го создаваше репертоарот, па не знам, преслушуваше одново и одново нови песни за да се збогатува таа лепеза, да речеме, од песни, и како се прави ли таа емоција со публиката или таа доаѓа со самото изведување? Таа доаѓа дефинитивно е така, како што сега кажа, тоа не се мести, тоа едноставно ти иде од внатре. Јас ја седнувам со гитарата и како што ме најави во поново време. Ама сега веќе и дајре сакав да воведам нешто ново во моите настапи и тоа стварно испадна не очекував, знаеш, луѓето се чудат од кај излегува сега, а јас доле со ногата па гледат, интересно име. Природно е тоа. Значи, ја зимам гитарата, почнувам да свирам и ништо не е наместено, едноставно така ги бирам и песните. Ќе слушнам некоја, тоа мене што ќе ми залепи тука и тука. И веројатно заради тоа и се премногу, мислам, се забележани песните. И секогаш првите коментари се изборот на песни е прекрасен. И стварно е така. Песна што мене не ми лежи. Не ми лежи едноставно. Не сакам да изведувам, не ми е убаво. Не се чувствувам комотно во таа песна, не ја пеам. Или некој ќе дојде да ми побара некоја песна што јас со сигурно знам дека се ајде да не набројувам, ама има такви неколку песни што се многу хит на значи ги свират луѓето, ги сакат. Јас не ги ставам во репертоар поради тоа што нема да биде добро. Не се чувствувам убаво. Секојаш се песни што мене ми
Така е. Ми одговараат Но едноставно. тоа е една твоја изведба, твое видување, Точно, како да кажам. точно. Не е тоа баш кавер, тука е тоа нешто во кое што ти внесуваш нешто свое, ако смеам така да констатирам. Точно така. Така е. И пак ќе кажам, и тоа не е наместено. Стварно доаѓа природно од душа и секоја песна си ја изведувам на еден мој начин, како јас ќе ја доживам, никогаш ја слушам ги нели акордите, текстот, се тоа. И не копирам после, него како мене ќе ми Како дојде. низ мене И излива. така и се, нели со секој Така настап е. истата песна, не ја пеам исто, секогаш има нешто. Нешто ново. Така. И си се гради интерпретацијата и Така е. самата песна. Се сеќаваш ли на тој жолт школски ранец? Како не се сеќавам? Стварно ли свираше? Да, мајка ми и татко ми ќе потврдат. Добро. Јас 6 години жолт ранец, патем и ден денес имам сличен таков жолт ранец. Добро. И така всушност 5-6 години сум била. Наместо позади, јас тука го ставав. Пред ти и свирев. хармоника беше. Да, и ми Добро. беше хармоника. Добро. Бисер Балкански. Добро, беше Тоа прва изведба. Да, беше тогаш победи на некој фестивал и мене сум ја слушнала. Таа беше првата песна што ја свирев на ранецот, па после и на хармоника. Моите забележаа. И ти ја купи хармониката. Точно, во Штип имаше еден трговски на 3 ката, на третиот кат имаше инструменти, отидовме, ја одбравме со 3 регистри и ден денес си ја чувам. Тоа беше првата песна и ги памтам и мајка ми и татко ми, значи јас во едно ќоше во дневната со системот, касетата, Бисер Балкански, јас, хармониката. И тука ја фаќам и вака се вртам и ги гледам они на вратата и двајцата и слушаат. И после толку ми беше мерак, јас одев по влезот и ја свирев. Свираш? Ама не знаеш да Така свириш само хармоника и гитара. Знаеш уште неколку инструменти, меѓу кои што е пијано, меѓу кои што си свирала и бубњеви, што све си свирала? Добро, Може би знаеш, не знаеш како с гитара или не точно. знам, да. Гитарата можам да кажам ми е најблиска. Така е. Навистина ми е. И со неа настапувам. Почнав со хармоника. Да. Веднаш после тоа имав Casio синтесайзер, како и Да. сите што изразиле желба за музика. Тука свирев мислам до 7-8, така до 8, додека не се запишав Запишав во средното во средно музичко, таму свирев клавир. Добро. На факултет свирев само клавир, пошто бев музичка теорија и педагогија, педагогија. немав бев теоретски одсек. Ама и тогаш немаше гитара, колку што се сеќавам. Имаше. така? Имаше? Имаше, да, добро. да. Не знам кој беше профет, не е Да. битно. Имаше, ама ја бев теоретски Да. одсек и во средно не бев инструменталец, бев и со добро. Да. За добро заради тоа што сега и гитарата и клавирот си ги Си ги владам. знаеш, да. Сум свирела на времето кога имав бенд, сум свирела на ако бубњарот не бил туку меѓу време, сум го заменила. Значи можеш. Значи сум држела ритам некако. Бас гитара ми е стварно, мислам дека ми е Вау. така. Го обожавам инструментот, имам дома бас гитара. Знам да свирам по нешто и бас гитара. Така, ги баратам повеќе инструменти, ама ова е тоа со кое Твоето. што се чувствувам така. Најсигурно. Најсигурна. Да. Рите да го чуеме наш Марко Марк, првото негово видео во кое што ја опишува првата средба со оваа Лили овде што е со нас. Прво мора да споменам дека во мојот личен календар се што започнува со 2000 и некоја година, имам чувство да е блиску тука некако до мене, а всушност веќе се поминати сега веќе 26 години. Така што ќе се вратиме низ некоја наша животна архива и историја, не толку, меѓутоа сега вака од оваа денешна перспектива, далечната 2008-2009 чинам беше тоа, во едно тогаш многу популарно скопско кафуле, кој што го носеше името Чипка, ако не грешам, Лили ке се сети, беше во близина на грчкиот конзулат или грчката амбасада тука во Скопје и самото кафуле имаше една неверојатна, неконвенционална, автентична атмосфера, многу специфична. И се сеќавам, јас бев излезен со мои пријатели на едно убаво дружење, едно матине, така баш да наздравиме за некој повод беше, чинам. И во еден период, како што беше специфично кафулето, ти има секој пат многу убава агенда на музичари и перформанси, така што се сеќавам во тој период Лили имаше вистина една убава експанзија. Во тој период, нели, по незините авторски синглови се случува да навистина таа да има
многу настапи, нели, препознатлива по и незините денес настапи кои што ги има во скопските куфулиња, секако и концерти низ различни локации, и се сеќаваме додека ние наздравуваме со моите пријатели. Слушате одеднаш како некој ве поздравува, слушате еден кадифен глас и само одеднаш сите вртиме поглед и ја забележуваме оваа прекрасна дама која што со своите прсти вешто ја гали гитарата и започнува да се испробува и, нели, веднаш ве поздравува. Гитарата, нејзиниот вокал и препознатливото дајре кое што често, нели, го има на својата нога, така едно сето музичко тројство поврзани во една симбиоза на оваа неверојатна дама со кадифен глас, една топла енергија и она што беше специфично таа вечер ние се запознаваме. Всушност веднаш или во екот на свирката таа дојде како што е секој пат чиста, искрена, алтруистична, широка. Таа практично чинам дека и на неколку маси дојде, веројатно дојдовме некои од посетителите беа дојдени да ја слушаат Лили. Ние во тој период ја препознававме како, нели, музичар, артист кој што веќе имаше, нели, издадено синглови, меѓутоа прв пат да ја слушаме вака некако блиску до нас. И чинам дека таа дојде во некоја наша близина да се поздрави со некој од нашата маса, со моите пријатели, и така се запознавме. И тоа беше всушност, нели, момент кога препознавате себе си во некој друг човек. Љубов, топлина, една љубезност, инспирација вечно за музика, да не се престане да се говори, која и ден денес вистина постои. Знам дека е ова долго моје излагање, меѓутоа верувајте ми дека кога сте на нејзина свирка, кога сте на нејзин настап, Лили прави да се чувствувате како да сте во некое прибежиште, некоја топлина, баш како што кажав, некоја кадифена, убава, топла атмосфера со сите бои и елементи како една синестезија на чувства, што вистина во денес оваа мас продукција да се биде автентичен е вистина комплексно и интересно. Патот може да биде интересен, меѓутоа она што таа задржа и до ден денешен е сите овие можеби атрибути или суперлативи кои што ги доделувам не само како можеби нејзин другар, туку и како конзумент, како фан, како слушател, бидејќи секој пат во нејзината програма која што ја изведува на своите настапи, се чувствувате баш во едно прибежиште, како еден шелтер, да имате така како да сте прегрнати со едно ќебенце и ве милува некој глас. И вистина нејзиниот репертоар е толку широк, огромен и опфаќа различни децении и епохи од нашето живење, особено можеби за генерации кои што никој пат нема да се сретнат можеби со, иако популарни денес, меѓутоа можеби со, не знам, Саймон енд Гарфанкел, со, не знам, Bee Gees, или да речеме некои да речеме неверојатни хитови кои што датираат од 70-тите, од 80-тите, меѓутоа не само странска музика. Таа во својата музичка агенда секој пат има нешто што ќе ве потсети на Нови фосили, на Магазин, на Дино Дворник, Масимо Савич, па потоа ќе се префрли со незиниот препознатлив репертоар на Тоше, Калиопи, дури нови хитови кои што денеска ги слушаме по радиските станици и така натаму, и сето тоа ви прави вистина еден ролер костер. Да. Затоа го пуштев цело парче, многу убаво раскажува Марко наш. Прекрасниот Марко. Да. Кадифен глас те гали, да, вели прибежиште, дека се чувствуваш многу убаво, дека се препознаваш некој кој што иска како тебе, нели во некој друг, а тоа си ти на првата средба и сето она што зборува за тебе, веројатно го кажа, но ќе го кажа и повторно во вториот дел, нели, како твој, да речеме, како те опишува и потоа мани и прашање до тебе, оние стандардни прашања кои што ги имаме. Вистина така беше, само не се вика чипка, кафичка, не така? Не се вика, тогаш беше Аја, сега Кашмир. Добро. Тука кај Драгстар Бети. Добро. Диагонално. Таму се запознавме прв пат и вистина беше така, како се што кажа Марко. И знаете кога со некој ќе се препознаеш, душите кои ќе ти се одма сплотат, и стварно беше така. Ние од следниот ден веднаш почнавме. Да, така беше. И еве тоа мислам дека беше 2000
8-ма, 9-та, значи доста баги време години. сме си другаруваме со Марко. Да. Си патуваме заедно, Така е. си се дружиме, си споделуваме, како што ќе каже после. Да, да. Се си споделуваме едноставно. да. Чувства, емоции, Супер. рецепти. Ќе кажа во вториот дел, да. Сега, она со што и почнавме, нели што го кажав и во самата најава. Златна бубамара на популарноста, 2005 година, Лиљана Петровиќ пред тебе, Точно. столче празно, ти во зредот позади и добра шанса. И добра шанса. Да. Тоше беше повреден, Да. ако се сеќаваш од некој нешто ракомет или Добро. И стварно беше празно столчето, јас само што влегов и ништо не беше и тоа наместено, само ја видов, а јас веќе некое време се обидував Да дојдеш во дојдам комуникација со- во да. контакт со неа, пошто тоше Да. Одеше Така. нагоре, така е. мислам, мене ми беше муза и уште ми е Да, муза, мислам, инспирација ми е. И сега, нели, што се она почна да прави за него и кога нешто ќе посакаш и се обидував да ја најдам Лилијана Петровиќ и го најдов бројот, ама некако не можевме да се слушнеме. И ова беше прилика. Да. И на вистина беше, тоа беше 2 март, 3 март ние одма подпишавме договор. Јас се отидов- ден потоа? Значи ние тука, јас Значи, си ама придов. ти и приде и кажаш Јас што си имаш да и придов кажеш. и кажав дека долго Да. време сакам да Да. се сретнам со неа, дека едноставно и кажав сакам да ми бидеш менаџерка, буквално така и кажав, значи сакам да работиме заедно и веројатно она виде Да, нешто, да, некоја да. енергија во мене, јас тогаш млада, 20. Да. Мислам па пак бев 24, 25. Ми даде од ново број, јас веќе го имав бројот. Следниот ден тука на улица Македонија Да. им беа просториите канцелариите, јас отидов таму и нели испеав една песна и ме слушна. На 4 март на мојот роден ден ние подпишавме договор. Мислам така тргна се, она на 5 март веќе сакаше да и отидовме во Штип со моите да се запозна, да се Какво било тоа запознаеме. реално шоу во кое што требаше Тоа да беше многу учествуваш? убав проект. Велиш, почнав додам на часови по соло пеење, часови по гитара, фитнес, патам се што требаше да биде дел од реалното шоу, се требаше да се снима и да и се долови на публиката. Што прави еден артист, музичар во процесот на создавање музичка звезда? Да, тоа Let's Make a Star, ајде да направиме звезда. Добро. И јас бев таа, она веќе, а она па веќе долго време го имала тој проект, лиценцата ја барала имала девојка, за тој. женски глас, така? Она не барала ни девојка ни, значи немала одредено Што како? што ќе биде. Јас кога се појавив, некако јас сум ми залепила со тој проект. Она одма веднаш ми го представи проектот и јас стварно одма почнав да како се прави звезда, што се прави еден тим, артист, да. за да нели како се снима песна, како се нели сите Така. се трудиме да изгледаме добро кога сме на сцената. Да. Како одам на фитнес, како одам на грлото, Грлото, вокалот соло пеење, да, го, на да. соло пеење кај професорката Натоше, кај Билјана почнав да одам. Часови по гитара, значи така едно секојдневие на еден артист и тоа стварно како реално шоу требаше да биде. добро. Буквално како реално шоу, додека сум... И ве запре уствари кариерата на Туша заради тоа што таа немаше време за другово. Да. Да. Мислам, јас тоа го гледав и мене тоа ми беше јасно. Во март 2005 тоа траеше, па не знам, некаде до октомври 2005. Таа година. Да, јас во истата таа зграда бев живеаме, сватив дека ништо нема да се случи. И така си направивме еден разговор. Она не ми рече не, ама ништо не се случи. 2006 беше преангажирана за Тоше, нели? И 2007 Се случи што се се случи тоа што се случи. Да. Остана една песна која што по 15 години со принција Така, ние тогаш тоа не го кажав. Ние Да. веќе Тоше ми имаше направено една песна. Кој знае каде е таа песна во некој... Како, не знаеш каде? Не знам каде. Баш би сакала да знам каде е. Песната беше чекај, не можеш преубава. од луѓето што беа тука по продукцијата да побараш веројатно Па во некој може би имаше файл еден да ја дечко има. Отско, мислам дека не знам како се викаше таа. Тука беше кај АМЦМ, јас колку што знам, така не, нели? Final Cut беше на Лилијана, ова не знам, Аворт Entertainment. Да, Аворт, Ете така така ми е, текна. да. Може би ако го не знам каде е кај Знам каде е кукичката до АМСМ, знам точно ја. до АМСМ. Може би треба да отидам да побарам, а случајно неколку песни. Калиопи бевме кај Калиопи, она требаше да направи песна. Јован Јованов, Тоше Проески,
имаше и Роберт Билбилов, кај сите отидовме, значи тоа тргна баш така, и уште тоа требаше да првиот се емитува ден. и требаше да. А има некои снимки, имаш некои снимки барам од тоа сето? Или Немам немаш? ништо. А те снима така во процесот? Не, тогаш не се снимаше, не беше ништо подготовката. почнато. Да, тогаш беше подготовката. Да. И набрзо требаше да почне тоа официјално да се снима и да се емитува на некоја телевизија. Да, така беше. Ама остана една песна со принц, Александар Ристовски принц. И сега пред 2019 мислам дека беше за еден друг проект се сретнавме во студиото на Александар Ристовски принц и пошто бидејќи таа песна исто тогаш многу ми се допаѓаше и само му реков принца таа песна е една Flowers цвеќиња. Он рече еве и одма ми ја пушти. Како бе така, така да ме чекаш. Одма ми ја пушти. И ја направи. Ја снимивме, па и снимивме и видеозапис. И така барем нешто од целиот процес, да. Ама тоа беше сепак едно убаво искуство за мене, иако не се оствари. Не се реализираше. Така. Можеби си велам ќе беше се поинаку да почнеше паралелно и со мене да работи. Не знам, јас така се занесувам. Да. Ајде да го видиме Марко сега во вториот дел, зашто ќе ни отиде времето, а имаме и песна по тоа за слушање. Ајде Марче, повели втор дел да ни кажеш како ја опишуваш Лили. Би ја опишал секој пат и ги доделувам тие атрибути, тоа го знае таа самата, бидејќи на луѓето треба да им кажуваме додека сме живи, додека тука постоиме во овој физички свет, да им ги кажуваме работите. Имам чувство дека денеска како да се женираме, како да се притискаме, да не ги кажеме чувствата и емоциите кои што ги имаме или ги чувствуваме кон нашите блиски или во обкружувањето денеска, додека среќавате некој ваш сосед или било кој што ќе ви го пресретне патот. Треба да ги изразуваме чувствата додека сме живи, бидејќи секој пат велам луѓето секој од нас ќе забораваме што сме кажале, што сме направиле, ами никој пат нема да забораваме како сме се чувствувале кога сме биле покрај некого. Така ќе кажам дека јас секој пат се чувствувам многу безбедно, вистинито, суштински, бидејќи нашите дружби всушност секој пат се пропратени со музика, со филм, со уметност, со споделување на рецепти, со некој добар джез во позадина некој пат, па тоа не смирува, па не потикнува за да говориме некој пат за книги, за некои подлабоки филозофски теми. Нешто што чинам дека е вредно да се потикне. Да одиме во некои подлабоки теми кои што ги копаме под површината на животот. Така што и ги доделувам сите суперлативи, вистина топла, искрена, чувствителна, алтруистична, широка, емпатична, има едно срце филантропско во себе и никој пат не кажува не на добрата музика. Секој пат велам да ги истакнуваме само убавите карактеристики. Има една јапонска изрека или концепт кој што вели ваби саби. Прегрнете ги различностите или несовршеностите. Така што секој од нас е комплексно живо битие на свој начин, меѓутоа нема ништо поубаво кога кротко, кревко и автентично ги прикажувате своите убави и можеби помалку совршени страни или да речам сето тоа го прави и го чини човек автентичен. Сите тие совршени, несовршени, сладки, горки, црно-бели варијанти кои што ги има секој од нас како битие, како душа, така што ќе кажам само да продолжи по патот и кога би се споредувале со светот кој што за жал често се случува кај секој од нас некој пат да се споредуваме со обкружувањето и лично мислам дека најубавата споредба би била таа со нашото. Јас од вчера како би направиле некоја или искреирале некоја подобра верзија од себе, би направиле некоја своја лична рекалибрација, бидејќи сепак ако треба да издвојам некоја мана, таа знае и чинам додека јас сега говорам, веројатно ќе се сети, секој пат ти велам, го имаш тоа прекрасно пијано за кое што инвестираше, инаку не знам колку ми назната е неверојатен професор, мајстор по музика, добро свири пијано. Мислам дека има доста инструменти во својот дом,
доста инвестираше. Лили, време е за создавање и креирање на авторска музика. Можеби не само за тебе, и за други автори, така што тоа е можеби единствената мана за која што и јас по некој пат и забележувам. Прави музика, тоа сакаме да го слушаме од Лили. Прашање до Лили. Кога следен авторски проект и сингл и кога дует? Имаме договор. Ета, Марко ни кажа се, значи кога дует, Да. му имаш ветано, така? Си имаме ветено. Така да, еден на друг. Малку ми не знаат, веројатно Марко многу убаво пее, има преубава боја на глас и е многу музикален. Така е. И гласовите многу ни одговараат. Имаме неколку заеднички видеа. Значи ти на ова пијаното, што ти го кажа Да. како единствена мана, што го имаш Да. дома, а не го употребуваш. Точно во право е, и тој знае често да ми замери, дека многу поретко свирам на пијаното. Како што кажав, поблизо, ама ти ветувам, Марко, свирам. Сам се гледаш себе си во иднина за некој кој што ќе создава музика Ама јас и за имам себе и за други. Имам неколку песни кои што не се немаме сега време да ви ги пуштам. Да. Снимени ми се во телефон, не се реализирани само. Иначе Весна Малинова е секогаш тука за да Така е. одма за максимум пола сат. Стварно, направи текст. Да, лани полден која беше за една песна, Сонце се вика песната. Имаше конкурс на Макфест. Јас буквално на свирка ми дојде мелодиската линија, само ја пратив вечерта, ми го врати текстот назад, ја испеав, ја снимав, ја пратив на Макфест, не ја примија песната, ама еве Марко ти ветувам дека може таа песна Да пеете дует. да ја испееме, бидејќи песната е баш така некако направена, како за дует. И мислам дека се вика Сонце, текстот е преубав. Тамане. Да. Добро, време е да го слушаме Тоше во твоја изведба. Во куси да ти спијам, Во така куси беше? да ти спијам. Ајде, повели. Имаме джингл и одиме со музика.
престан да те љубам од твојот нежен дотик, да излудам во коси да ти спијам, во зора да те будам, за тебе ако треба се да излюбам. Лилјана Атанасова Лили, или најчесто позната како Лили Акустик. Така јас барем ја знам, ја знаат многумина. Така Лили? Па така некако дека акустично, нели, Да, и некако си настапувам дојде. Лили Акустик и така ми е профилот на Facebook Да. едниот. И така почнаа да ме пишуваат, не наметнав и тука ништо, и тоа си дојде природно. Супер. Велиш, нема подобро од тоа да ја работиш професијата што си избрал од мал, која што ја носиш во себе и ја чувствуваш. Секоја свирка ми представува задоволство, фантастично е чувството кога тоа што го презентирате, гледате како на публиката ти се допаѓа и реагира на тоа. Долго време свирам во скупските локали, или набројуваш секаде со работка и така натаму. Кога е музика во живо, едноставно не може да не ја почувствуваш секоја песна и да ја принесеш во најдобро издание. Мене она што ме интересира, што зборувавме и на почетокот на оваа тема, дали мислиш дека можеби она што го спомена и Марче, авторството е она што следно треба да го направиш? Па, нели, да не биде само, како да кажам, не дека ова не чини. Не дека не, така е, точно. но сепак е кавер. Сепак не е нешто што, иако ти внесуваш собствена душа во тоа. Дали во план можеби сега, во следниот период, да има повеќе авторска музика, можеби концерт, зашто сонуваш? Вистина дека го чувствувам тоа, како што кажа, настапите си се настапи, Да. и тоа е тоа од кое што живеам. Да. И тоа стварно ме исполнува, јас тоа не го правам на сила, ама мислам дека е дефинитивно прав момент сега да инвестирам на некој начин во иднината со авторска музика. Да. Дај Боже, хитови да бидат Дај тоа, Боже. не само да бидат песни снимени, колку да ги има. Имам јас неколку песни и настапи на Макфест, на Скопски фестивал, ама ни една така не се еви со Принц, ни една не се издвоила така да, освен таа првата песна што беше со New Five, со тебе се викаше, таа стварно беше хит. И исто и тоа беше една шанса тогаш неискористена. Да. Некако. Ке се случи уште една, мора да има уште една. Сигурно. Да. И јас мислам дека годините стварно не се важни. Најважно е тоа што Така е. треба да следува да го почувствуваш. Да не го правиш на сила, а јас до сега така функционирам. Така е. Елена Фурнаджиска како твоја втора другарка е на ред. Да видиме таа што ќе ни Тоа каже. се тие блиските Така мои е. луѓе. Со Лили се познаваме доста долго време, сега веќе повеќе од 10 години, што значи дека имаме поминато низ различни ситуации заедно и ја познавам добро во низ различни искуства и време поминато заедно. Според тоа, првата асоциација најприродно што ми доаѓа за тоа каква и како би ја опишала е дека е една исклучително позитивна и добронамерна личност секој пат, со многу позитивен поглед на работите на светот, во смисла дека и секој проблем и секоја потешкотија е спремна да ја реши и секогаш да помогне на друг во тоа. Дополнително на тоа е авантурист и спонтана и од акција секој пат, искрена и никогаш со скриени намери и агенди, секогаш отворена и тоа што го гледате, тоа е она што го мисли и она што сака да го каже. Мислам дека како најголема доблест би извоила една особина која што за жал ретко ја гледаме кај луѓе денес, која што ретко ја поседуваат. А тоа е дека таа личност на која што може да се потпрете и да ја верувате. Ако имате проблеми или ако ви треба помош, можете многу удобно да верувате и да бидете сигурни дека ќе биде тука за вас и дека ќе ви помогне. Недостатоци и мани, мислам дека би било малку премногу, бидејќи сите имаме некои
предизвици лични со кои се справуваме и кои до негде го дефинираат начинот на кој што и реагираме и комуницираме и на кој што луѓето и не доживуваат. Мислам дека во нејзиниот случај е тоа што некој пат знае да потроши подолго време во двумење, во мали секојдневни, мислам, обични работи. Наједноставен пример би бил дури кога избира од ресторанско мени. Да дадам поблизок пример, таа знае да трае и да го проучува и да размислува за дури кога ќе ја донесе одлуката да рече дека можеби сепак првичниот избор ќе беше подобар. Знам дека ќе го припише тоа на астролошки знаци и околности, таа секогаш го прави, меѓутоа еве тоа е некоја мала таква секојдневна работа која што е типична за неа, особина. Дали имам прашање? Да, и е поврзано со нејзината музика и со уметноста. Не знам дали ќе биде дел од вашиот разговор, но освен гитара, таа свири многу добро на пијано и има пијано. Меѓутоа, општиот впечаток на тоа што знаеме е дека и не е толку често застапено колку што би требало да биде. Па прашањето ми е дали планира да го актуализира и пијаното малку повеќе. Фала ти, Лена, за искреноста. Да, една искрена овде, друга искрена во студио. И така е тоа кога имаш пријатели кои што искрено ќе кажат се за тебе. Нема, кај Манава исто е, како кај Марча. Значи, маната е дека не го искористуваш доволно својот капацитет. Ако ја вака можам да сублимирам за крај. Добро, јас не дека не го свирам пијаното, ама ајде, добро, ќе биде почесто вклучено. Не, јас не се јутам, тоа е работа, уште веднаш ќе отидам дома да засвирам нешто. Ама во право се стварно, да. Кога веќе и тоа беше па така, не беше мала инвестиција во пандемијата, кога јас не заработував многу, тогаш баш се случи пијаното и сега веројатно и заради тоа. Добро, ти благодарам за искреноста, ти благодарам за убавиот разговор. И може ли да одјавиме оваа емисија без гитара, додека оди шпицата, вака запени нешто? Морска звезда сакаш или како руски рулет? Ајде. Тирајте вие со одјавна шпица, одиме за крај. Ајде. Па не знам, морска звезда у последно време ми е многу. Ајде. Одам по патот што го сонив, лево љубов, а десно музика. Нема да кажам колку доби и чија во џебот чувам слика. Сакам да знаеш дека лажам, дека веќе сум станал горделив. Спомен ме носи покрај плажа.